Ви благодарам, председателе. Говориме за закон кој прв пат ја дефинира повремената работа во нашето законодавство и како и поедноставеното работно ангажирање, преку кој ќе се воведе нов начин на флексибилно работно ангажирање лица за работни задачи кои традиционално не биле регулирани, а при тоа ќе може да им се гарантира и соодветна заштита. Или вака поедноставено, можеме да кажеме дека ова е закон во кој што директно ќе се соочиме со неформалната економија или она што беше долго време сива зона во нашето општество, или најпросто кажано планираме да зададеме удар на работата на црно, што го велат познато меѓу народот. Постои во нашето општество долго време, остана нерегулирано. Ова законско решение кое што преходно имаше серија на анализи, испитувања, многобројни состаноци, координација, офатени се сите аспекти, сите можни ризици, сведени се на апсолутен минимум и со ова решение мислиме дека ќе направиме еден огромен ичок напред кон регулирање на овој дел кој што преходно беше нерегулиран. Зошто во суштина имаме неформален аспект на економијата и ангажманот на лицето од аспект на работодавците, од аспект на работниците, од аспект на регулативата. Од аспект на работниците, добар дел од нашите граѓани од екзистенционални причини беа доведени во ситуација да не прибираат ниту работно место, ниту работни услови во кои што ќе го имаат нивниот ангажман. Тоа е едната страна, но има и уште една друга страна која што беше многу застапена при ангажманот на лицата во Македонија, каде што добар дел од непријавените работници се корисници на одредени придобивки од државниот систем или пак стекнати права. Без оглед дали станува тоа збор за социјалната заштита, дали станува збор за пензиите, кај определени пензионерите кои што би можеле да изгубат пензијата, или пак студентите кои добиваат стипендии или некои други надоместоци кои што би ги изгубиле доколку би биле во формален работен однос. Тоа е едниот аспект на работниците. Од аспект на работодавачите станува збор за закон во кој што најмногу ги тангира малите работодавачи, тука со типот на кафулиња, ресторани или пак фармери во суштина кои се индивидуални земјоделци, каде што ангажманот на сезонски работници или превремено ангажирани лица им представуваше проблем. Зошто им представуваше проблем? Бидејќи, например, самиот систем што го има АВРМ во моментов, како е работа, управуван од АВРМ се разбира, корисникот потребно е да има дигитален сертификат. И може да користат само правни лица. Да земјоделецот или оној што се ангажира работа с дигиталниот сертификат, само нафрлам како еден пример, е поприлично скап и сложен за поголемиот дел за инсталација или за користење и така натаму, а од друга страна, како физички лица не може да ги користат. Значи, постојното трудово законодавство познава само еден начин на работен ангажман, а тоа е заснувањето на работниот однос, согласно Законот за работни односи, со пријава и одјава на задолжително социјално осигурување. Постапка која што трае и повеќе дена. Исто така што ги обременува работодавачите. Станува збор за ангажмани на лица кои што се во неколку дена или пак што се повторуваат повеќе пати во текот на годината. Убаво е решено во законот колку денови смеа да бидат и така натаму да нема злоупотреби, но ова се све причини кои што биле мотив кај работниците и кај работодавачите да се случува оваа неформална економија во делот на ангажманот на работниците кои што се прифатени. Се разбира дека ваквата состојба имаше рефлексии и врз буџетот, тоа ќе биде регулирано, ќе се знае, ќе се има добра евиденција исто така кој и зашто е ангажиран во соодветните услови. Убав одзив има законот, уште
практично ова не е прво читање сега, а веќе предизвикува голем интерес во јавноста. Се мислеше на сите можни аспекти што можеше да бидат офатени. Посебно би истакнал ангажманот на повеќе години во изработката на овој закон. Посебно би истакнал ангажманот и заложбите на заменик министерот Маријан Ристевски и заменик министерот Ѓоко Велковски, кои што изнајдоа и сила и начини да го извлеча законот од ќорсто како во кој што беше офатен тамо. Исто така, во контекст на истото, морам да укажам уште еден голем бенефит од законот, тоа е неговата имплементација. Обезбедени се и хардверски, и софтверски, и апликативни услови, а исто така се обезбедени и средства со кои што ќе бидат обучени приватниците на јавната администрација, кои што ќе го мониторираат софтверот и апликацијата и практично спроведувањето на законот. Еве вака ќе се обидам да сумирам. И ова е исто така многу важно да го нагласам, бидејќи станува збор за закон кој што е комплементарен и согласен со стратегијата за формализирање на неформалната економија на Република Македонија за периодот 2023-2027 година. Се црпат исто така, мораме да посочиме искуства на земјите од регионот, кои што имаат позитивни искуства, и од земјите од Европската Унија. Ние некако застанавме во овој процес со носењето на вакво законско решение. Практично со законот, ако се одредиме да веќе да ги сублимираме целите и примената на истиот, ќе овозможи остварување на правата на лица ангажирани по овој основ, уредување на правата и обврските кои ќе произлегуваат од работниот ангажман, задоволување на потребата од работна сила кај работодавачите, формализирање на непријавената работа во секторите земјоделство, шумарство и рибарство, објекти за сместување и сервисни дејности за храна и дејности за домаќинството како работодавач. Создавање поволно деловно обкружување, земајќи ги потребите на пазарот на трудот, дефинирање на работата од привремена и повремена природа во трудовото законодавство, уредување на поставеноста и функционирањето на регистрот за евиденција на работно ангажирање, изголемување на јавните приходи по основ на даноци и платени придоници од задолжителното социјално осигурување. Би можеле уште многу да дискутираме. Нашата интенција е затоа да биде во што е можно посеопфатна и потранспарентна постапка. Иако е поднесен во редовна постапка, сметам и понатаму доколку имаме разбирање и подршка од останатите членови на комисијата, дека можеби треба да размислиме за одржување на една јавна расправа со цел да бидат офатени сите општествени чинители, со цел да имаме едно законско решение кое што ќе имаме минимални ризици од злоупотреби и максимален бенефит од примената на истото. Ви благодарам.